на медиумите. Ви благодарам за вашето присуство денеска. Ова наша последна пресконференција од овој циклус на локалните избори за 2025 година. Оваа прилика пред се сакам да ви се заблагодарам за сето тоа што го поминавме во изминатите 2 месеци првично и со вас како медиумски работници. Ви благодарам многу за вниманието кое го посветивте на оваа кампања. Ништо од ова немаше да се случи без известувањето на медиумите и немаше да допре нашиот глас како што допре на овој начин и со тоа и дојдовме до овде. Така што на оваа пресконференција пред се сакам да се заблагодарам на сите оние кои учествуваа во ова кое го создаваме. Сакам да се заблагодарам на сите оние кои уште од првиот ден ја следат нашата кампања, ги следат нашите пораки и ги шират и раскажуваат приказната за оваа наша борба која имаме за нашиот град. Така што сум им неизмерно благодарен за нивното учество на било кој начин во оваа кампања и потоа и за нивниот допринос до 30.000 гласови со кои влеговме во вториот круг. Сакам да се заблагодарам на секој поединечно за тие 30.000 гласови со кои дојдовме во овој круг, во овој втор круг, да се надпреваруваме за кормилото на град Скопје. Тоа сметам дека покажа дека во овој град има храброст, има желба да се бира поинаку и сега сме тука. Во однос на пресконференцијата ќе се осврнеме на неколку теми. Првата од темите ќе биде за она за кое зборував неколку пати со медиумите на овие пресконференција, тоа е нашата прекрасна демократија, затоа што сметам дека како кандидат во овој циклус на изборите, особено во вториот круг, сметам дека морам да искоментирам за некои работи кои се однесуваат на нашиот демократски процес и амбиентот на демократијата во општеството. Ова знаете, го комунициравме и на самиот почеток во однос на првичната забрана за рекламирање и се понатаму, но сега можеме, мислам, да резимираме, да направиме некои заклучоци, затоа што, како што кажав на почетокот на вториот круг, ова не е веќе само борба на еден фронт, тоест борба за нашиот град, ова е веќе борба малку и поширока, тоа е борба за демократијата во Република Македонија, затоа што ние сме моментално под еден авторитарен режим на ВМРО-ДПМН и нивните коалициони партнери. Како сето тоа кулминираше со избори кои сметам дека ќе останат запамтени во историјата не само по убавото нешто што се случија, тоест влегувањето во втор круг на кандидат кој не е поддржан од ВМРО-ДПМН и СДСМ, но ќе се памти и по тоа како владеачките структури изреагира на ова оспорување на статус квото. Јас сметам дека единствената државна привилегија која ја добив од овие избори е тоа што се наоѓам на гласачкото ливче. Ништо понатаму, ништо повеќе, но тоа не не спречи било која пречка да дојдеме до овде. И дојдовме до овде токму заради начинот на кој комуницираме и луѓето кои не поддржуваат. Луѓе кои само имаат желба да живеат подобро и да го видат сопствениот град во подобро светло. И мислам дека тука е најголемата предност. Ние не сме луѓе, ова и вие го знаете низ годините во кои комуницираме, ние не сме луѓе кои се обесхрабрувале од било што, напротив, на нас се ни служи како поттик, но сметам дека сето тоа што се случи во оваа кампања, особено во вториот круг, морам да ви кажам дека нашиот правен тим сепак ќе има и правни механизми ќе искористи после овие избори, затоа што ја видовме можеби најпрљавата кампања во историјата на Република Македонија, кампања која се однесуваше за личност, а не за нешто сторено, затоа што повторно ќе ви кажам, никогаш досега ВМРО-ДПМН немаше противник на кој не може да му каже вие ова продадовте, вие направивте тоа. Не, едноставно сега го видовме авторитарниот нарав на ВМРО-ДПМН, имаше многу кривични дела во самата кампања, што е еден страшен удар по демократскиот процес, мислам дека можеме да се согласиме, но се во ова можеме само да го искоментираме и да преминеме преку него. Јас не знам, можеби затоа што сум чаирско дете, па се окей, ама ситуацијата е многу сериозна. Ситуацијата не е весела, не е за смеење, затоа што тоа што се случува денеска со нашата кампања, утре може да се случи со вас новинарите, може да се случи со сите политички неистомисленици на ВМРО-ДПМН како што го гледавме тоа од минатото и може да се случи на недолжни граѓани. Ние сега имаме силен аларм дека за ВМРО-ДПМН и за владеачката елита во Македонија не постои граница, не постои табу, не постои морал. Сите можни механизми кои им се останати на располагање ќе ги искористат само
и само за да останат на власт. Се во ова тие не го прават за доброто на граѓаните, не го прават за наше добро. Се во ова се случува за да се исполнат желбите на малкумина луѓе. Но токму тоа е и нашиот потик. Токму тоа ќе донесе и до резултатот кој го очекуваме во вториот круг. Народот веќе не може да биде уценуван. Тоа и го видовме во овој втор круг. ВМРО-ДПМН ја наметна приказната дека ако нивниот кандидат не победи, дека нема да функционира градот. Тоа не помина. Градот одби да биде уценет и градот е разбуден после првиот круг и сметаме дека во недела само ќе кулминира она кое го правиме со месеци. Јас сакам на граѓаните да им се обратам дека се почнува од нас. Во нашите животи, во нашите секојдневија, она кое го живееме од сабајле до навечер, за нашите семејства за кои се бориме, за нашите најблиски, за нашите сакани и за сите кои допрва ќе ги запознаеме. Сметам дека овој народ има добри намери и сака да го види својот сограѓанин како просперира и како живее добро. Но она кое 35 години го гледаме не е резултат на желбите и на наравот на нашиот народ, туку е резултат на починувањето на општествениот договор под желбата на ВМРО-ДПМН. Ако сега не ја преземеме одлуката, тогаш ќе имаме и последици од тоа непрезимање на одлуката. Но ако еднаш сето ова што го чувствуваме 30 години, го канализираме во конечна одлука, која ќе не стави во позиција воопшто да можеме да сонуваме и да размислуваме за еден подобар град, за една подобра држава и за едно подобро општество, тогаш сметам дека храбриот чекор кој се изискува од нас во недела, тогаш можеме и да го преземеме. За сите работи кои можеме после изборите да ги очекуваме, јас сакам да порачам на граѓаните дека ако ние ја добиеме поддршката и ако победиме во вториот круг, нашиот фокус од првиот ден ќе биде на човекот. Ние како градска власт ќе правиме се по желбите на нашите граѓани. Веќе никогаш нема да има ни една политичка пресметка, ни една бизнис пресметка, ни една калкулација, економска шпекулација или било што може да биде потик и мотив за една градска власт како што сме виделе досега, ништо од тоа нема да биде пред приоритетот на благосостојбата на нашите граѓани. Нашата градска власт по сите прашања пред се ќе се води од потребата на оние луѓе за која таа работа се однесува, неголи пред било која друга рационализација што може да се направи. Сметам дека времето на одлука е дојдено и тоа сите го чувствуваат. Не е потребно многу пати да се повторува, затоа што во овие 2 недели се роди надежта. Јас сум само привилегиран да бидам во оваа состојба, се во ова не е моја заслуга, ова е заслуга на она која го чувствуваме 30 години. Ние чекаме да дојде момент кога можеме да помислиме дека можеме да живееме поинаку. Кога можеме да се обидеме да замислиме како тоа ќе изгледа ако ги смениме традиционалните партии од позиции на одлучување како што било досега. Така што сметам дека имаме голема шанса и голема можност која е историска, која доаѓа ретко во нашите животи, во недела. Скопје треба да се соочи со системот. И Скопје сметам дека со оваа политичка мобилизација која имаше во изминатите недели, сметам дека Скопје може да се соочи со системот и да ја однесе победата. Мене ми е жал што вака морам да ја давам последната пресконференција, затоа што вие знаете, особено со медиумите, затоа што сум во контакт сиве овие месеци, дека ние навистина во кампањата се обазиравме на пораките кои сакавме да ги искомуницираме во однос на локалната политика. Тоа и го правевме. Сметам дека имавме позитивна кампања, не е на нас да цениме дали била најпозитивна. Ете, во мојот краток живот јас не памтам дека некој се обидел да направи попозитивна кампања и затоа се случи контраефектот кој го гледаме сега со она што го направи ВМРО-ДПМН во изминатите 2 недели, но сепак мене ми е жал што воопшто мораме да разговараме за ова, но дечки, ова ни е реалност. Ова што се случува, ова е нашата реалност, ова е нашата заедничка реалност и секојдневие. Затоа што кога се случува нешто на еден поединечен човек, тоа не значи дека може да не се случи на некого друг.
затоа што ова е еден затворен екосистем на општествени односи кои за жал не ни ги дава приликите кои можеме да ги посакаме. Затоа за крај ќе ги искоментирам повторно заложбите. Ние овде се појавивме затоа што 30 години веќе град Скопје не се управува како што треба. Тоа можеме сите да го забележиме и не може ни една ментална гимнастика да не убеди поинаку. Ништо не е добро. Сите основни услови за животот се распаѓаат. Се ова што се случува со ѓубрето е факт на животот дека ние доживеавме мафијашки сценарија во нашето општество. Ова што се случува со автобусите е социјално прашање и затоа и го почувствувавме како обврска да се излезе пред граѓаните на Скопје и да им се понуди една нова можност. Нова можност заедно да го креираме сето тоа што кое треба една градска власт да го направи. Јас сметам дека ако нешто свативме во оваа кампања е дека на Македонија е доста веќе од ароганција. Пошто ние 30 години имаме ароганција од најнеспособните луѓе. На нас најнеспособните луѓе ни се прават најпаметни 30 години. Ни излагаат со предизборни програми, кампањи, бројки, ништо од тоа нема да биде исполнето. 30 години истите ветувања ги добивам и пак ништо нема да биде исполнето. Така што нивната ароганција ги доведе до овде. Нивната ароганција е еден од процесите општествени кои впрочем ќе донесе до победа на друга опција. Апсолутно. Затоа што сега е веќе време за друга политичка култура. Веќе никој не смее да биде најпаметен, никој не смее да биде Бог, нити да добива мандат од Бог и од неговиот председател во партијата. Народот го дава единствениот мандат во ова граѓанско општество. И тие проба на секој начин да ја уценат желбата на народот, да го условат давањето на мандат кој треба да се случи на 2 ноември и така натаму. Но после 2 ноември ќе можеме заедно се ова да го изградиме. Ние како градска власт ќе бидеме целосно отворени кон сите забелешки кои може стручната фела да ги дава како што ќе се случува мандатот. Приликите се менуваат, науката најдобро може да каже што се случува додека изминува времето. Сметам дека последните 4 години многу може да се сменат приликите и само треба да ја слушаме стручната фела и да го следиме пулсот на нашите граѓани. Веќе равенката е проста. Равенката е проста, нема веќе непознати, сега точно знаеме кој исход можеме да го добиеме. Јас повторно ќе повикам на моите сограѓани, на моите комши, на моите пријатели и сите поддржувачи. Ве молам заедно ова да го направиме. Јас не можам ова да го направам, не можат двајца, не можат тројца луѓе, не можат 10 луѓе, но сите заедно на вистина можеме да го направиме. Да се обидеме надежта која ја создадовме да ја преточиме во одлука. После 2 ноември градските власти се симнуваат на земја, а не на небо, како што беше досега случајот. Уште еднаш за самиот крај. Неизмерно ви благодарам како медиумски работници за соработката која имавме во изминатите неколку месеци. Од понеделник ќе имаме редовни брифинзи во канцелариите на град Скопје и сметам дека ќе се воспостави една пракса која досега ја немаше. Град Скопје беше крајно нетранспарентен према јавноста и медиумите во изминатиот период. Сметам дека тоа може одма да се смени и тоа се менува само со волја. Тоа се менува само со волја и треба да избереме волја која сака да ги ослободи едноставно процесите од интриги, да ги ослободи процесите од задни намери, едноставно да почнеме да комуницираме на еден човечки отворен начин, бидејќи мислам дека тоа можеме да го направиме. Ние сме држава од 2 милиони луѓе, град од 600.000 луѓе, недостасува комуникација, а таа комуникација можеме да ја создадеме сите заедно. Така што на 2 ноември ќе повикам првиот круг. Повикав да излезат граѓаните масовно и да дадат поддршка за било кој сакаат. Јас на 2 ноември ќе повикам да излезат и да ја изберат опцијата против режимот. Ги повикувам на ова крајно одговорна задача, затоа што во првиот круг јас бев кандидат на Левица, во вториот круг сум кандидат на Левица и на сите Скопјани.
Ако се случи победата која треба да ја однесеме во недела, таа нема да биде само победа на левица, тоа сме сите свесни. Многу различни групи на луѓе ќе се обединат позади победата на оваа кампања. И баш затоа што ќе биде надпартиска победата во недела, таква ќе биде и власта, такво ќе биде и функционирањето, ќе добиеме една надпартиска атмосфера. Многу различни групи со различни верувања и мислења се собраа во интерес на оние два фронта кои ви ги зборувам од почетокот. Фронтот за подобар град и фронтот против авторитарната рака на сегашниот режим. Јас ви благодарам и благодарам на јавноста. Сега ќе пристапиме кон новинарски прашања и сметам дека навистина беше задоволство да се учествува во оваа наша заедничка борба, наша заедничка приказна за нашето Скопје. Имате ли прашање? Ќе те навратам малку назад. Тамара спомена дека правниот тим ваш веќе детектирал некои неправилности, односно кршење на законот. Дали може да ни прецизираш за што станува збор и против кои лица ќе бидат насочени тие кривични пријави? Значи вака, во овие избори се случи, мислам дека преседан кој никогаш не се случил досега. На мене во моментот кога јавноста сосема ги имаше вперено своите очи во два кандидати, да бидеме реални, цела Македонија гледаше кон трката за Скопје, и кога бевме јас и Орце Ѓоргиевски најрелевантни во јавниот дискус, мене ми беше обелоденет МБГ, што е длабоко класифициран податок за нашите граѓани. И тоа е нешто што не се случило досега, тоа е страшна злоупотреба и е кривично дело. И тоа не само што е кривично дело, е во отежнети околности, баш тие што ги нагласив. Јас сум пратени кандидат во втор круг и сите тие работи. Но мене навистина ова ништо не ми значи, но мислам дека треба на сите нас да ни значи. Утре исто може да ви го направи некој друг и на вас. Која институција се обиде да превенира таква ситуација? Која институција изреагира откако се случи таква ситуација? Луѓе, ова е прашање на човекови права. Ова е прашање на правата кои ги имаме ние пред државата. Ова е прашање на тоа дека имаме неморална, неетичка, социопатска политика која живееме 30 години. Ние живееме во социопатска политичка култура која се наметнува. И го нагласувам за сите нас, а не за мене индивидуално. Јас навистина сум презадоволен од оваа кампања, затоа што ние добивме толку многу поддршка и толку многу насмеани лица видовме во овие недели. Ние сме охрабрени, напротив, не сме обесхрабрени. Ние имаме уште поголема желба сето ова да го артикулираме во една политичка борба и политичка победа крајно. Ова е маратон. Јас и кога ќе победам, моите другари во собранието ќе продолжат уште посилно да ги застапуваат интересите на граѓаните и во мандатот кој им беше доверен. Така што, освен инцидентот со МБГ, имаме уште низа измислици, шпекулации, напади по интегритет, напади по семејство, по луѓе кои не беа инволвирани во оваа кампања, и сето тоа ќе биде пропратено со тужби и со кривични пријави. Така што, тоа е нешто што ќе го правиме од понеделник, а сега за сега е нешто инаку што го искомунициравме и со ОПСЕ и со меѓународни инстанции, така што да, тоа се случи, но е само дополнителен потик за понатаму. Морам да потпрашам само бидејќи ете велиш има еден систематичен број изваден во јавност и слично. Сметате дека институции работеле во корист на кандидатот против вас? Работеа сите спреги помеѓу политиката, бизнисот, медиумите, во ограничена форма и службите. Значи, ние сме предмет како граѓани, а не ние како политичка опција. Ние како граѓани сме предмет не едни службашки, бизнисменски политики. Тоа сите ние го гледаме. Ние пробуваме, ние како општествени чинители, буквално ние политичарите и медиумите и граѓанскиот сектор, пробуваме да го рационализираме ова, пробуваме да се правиме, да го обландираме и пробуваме за да не се соочиме со горката реалност, за да не бидеме тие кои ќе ги нагласуваат контрадикциите кои ни се случуваат, ние во еден бонтон, под стравот од табу,
Ние ги игнорираме овие работи. Но моментот кога ќе се освестиме дека за оние кои не владеат, дека не постои табу, дека не постои морална граница, тогаш и ние ќе се ослободиме. И допрва, ако го направиме тоа, ние можеме да очекуваме демократизација на атмосферата и на процесите. Никогаш веќе да не ни се повторуваат избори и процеси на одлучување кои ќе бидат длабоко под влијание на оние кои имаат моќта. Моќта е во институциите и сите институции беа впрегнати во победа на Орце Ѓорѓиевски. Орце Ѓорѓиевски ги доби сите затоа што е релевантно хендикепи кои можеше да ги добие за неговиот против кандидат. Тој ги имаше сите пари на негова страна, сите привилегии за рекламирање, на крај не уценуваа како граѓани ако не победи Орце, па ќе живеете во смет. Се доби човекот. Неговиот тим вади лични документи. Тоа е нивната политика. На служби, на бизниси, на репресија. Нашата политика е политика на комуникација со јавноста. Ние знаете како функционираме. Ние функционираме вака. Во разговори со вас и на социјалните медиуми. Тоа е нашата комуникација. Нивната комуникација е структурирано насилство. Ова што се случи на овие избори е структурно насилство. Преку институциите и преку механизмите за владење. Но повторно, тоа што го немаат пресметано е дека оваа кандидатура моја која се најде во вториот круг, како што нагласив, не е мој продукт. Ова е продукт на општествени процеси кои тлеат во општество. И сега конечно пука балонот дека ВМРО, ДПМН и СДСМ на нас ни се предодредени. После овој круг јас ви уверувам, и да не победиме, иако сме сигурни дека во недела ќе славиме победа, и да не победиме, веќе никогаш нема да можат да лажат дека гласањето за трети опции и независни кандидати не може да дојде до некоја физичка манифестација. Не, еве волјата на оние кои се обидеа да гласаат поинаку, еве ја во вториот круг. Нивното делегирање на нивниот легитимитет не донесе во втор круг. Џабе име, ништо веќе нема да биде исто. Второто прашање. Да. Очекувате ли подршка од кандидатите кои не влегоа во првиот круг сега во недела? Јас искрено бев малку покриптичен во моето прво адресирање, затоа што со почит нели кон демократскиот процес, но сега ќе кажам нешто отворено. Без да сакам да наметнам морална стапица над некој, сепак морам да потсетам дека ова е веќе одговорност да се спротивставиме на режимот авторитарен на Мицкоски. Ова е одговорност на секој човек кој неќе да не види под апсолутна капа на суетни, одмаздолюбиви луѓе. Значи, ние не смееме да дозволиме да има апсолутна власт оваа гарнитура злонамерна. Да имаат председателска функција, владина функција, локални единици, да ни ги држат општините скопски и да ни го држат градот. Тоа не смее да се случи, затоа отворено повикувам на поддршка на сите против кандидати мои од првиот круг, повикувам на поддршка од сите здраворазумни луѓе, повикувам на поддршка од граѓанскиот сектор, затоа што јас на вистина, ако сум првостепено кандидат на левица, ова е веќе кандидатура на Скопје. Како што кажав, победата, ако се случи, ќе биде надпартиска, таков ќе биде и мандатот.